Во вакви ситуации најмногу што недостасува е чиста вода за пиење, одржување на хигиената на местата кои што се најпогодени од страшното невреме. За тоа какви се препораките ќе разговарам со професор доктор Михаил Кочубовски од Институтот за јавно здравје. Професоре, кажете ни какви се препораките, граѓаните се збунети, дали водата смее да се конзумира? Видете, таму кај што е поплавата, ние дадовме веднаш препорака да не се пие водата и да не се користи за готвење, затоа што условно таа не е безбедна. Иако резултатите ќе покажат дека најверојатно е безбедна водата, затоа што таа во сите овие загрозени подрачја од Скопскиот водовод, кој е постојано бил безбеден. И првичните резултати на терен кои беа кажуваат дека водата е исправна. Но ние ги немаме лабораториските резултати се уште дефинитивните и не можеме да бидеме сигурни кога има поплава и секогаш кога има поплава, ние како здравство даваме препорака таа вода да не се пие додека не се добијат резултати, додека не се исчисти теренот и додека не бидеме сигурни дека водата не е самиот водовод не е оштетен и така натака заради едноставно поплавата која се случила. Така да забраната останува која е дадена веднаш од страна на Министерството за здравство, додека не дадеме друго соопштение за јавност. Така да граѓаните не смеат да ја пијат таа вода. Обезбедена е веднаш, уште вчера е обезбедена пакувана вода и цистерни за вода, значи безбедно од градскиот водовод. Така да граѓаните имаат доволно вода за пиење, имаат доволно вода за готвење и за лична хигиена. Значи да не ја препораката е да не ја користат таа може за чистење за други, за дворовите, за перење на површините, изчистување едноставно каде што има наталожено тиње и така натака. Кога ќе се дезинфицираат куќите со оглед на тоа што се излеа и канализацијата, има и многу мртви животни? Сега кога има поплави, точно е тоа што го кажа, имаме излевање на фекална канализација, мешање, значи атмосферски води со фекални води. Тоа постои можност и секогаш се случува обично. Ова беше поројна или буична поплава, што е незапамтено нешто за Македонија со толку жртви. Едноставно ние очекуваме нормализација на состојбата, тоест прво треба да се исчистат површините. Значи тоа е механичко чистење право од надлежните служби од страна на граѓаните, значи треба да се исчистат. После тоа, значи кризниот штаб и владата, едноставно кога ќе го кажа дека е веќе исчистено механички, тоа ќе се прави дезинсекција на теренот, односно прво на јавните површини, да кажем јавните објекти, на индивидуалните објекти, на улиците и така натака, секаде каде што имаме едноставно движење и задржување на луѓе, деца, едноставно тогаш, значи сега во моментот не, сега е расчистување. Докторе, дали ќе може да се конзумираат? Тоа го прават центрите за јавно здравје, значи кои имаат едноставно кои имаат служби за ДДД, значи Центар за јавно здравје Скопје за Скопје, Центар за јавно здравје Тетово за Тетово. Докторе, дали ќе може да се конзумираат производите од нивите? Не. Ние веднаш дадовме освен забрана на водата за пиење, забрана за користење и едноставно консумирање и продавање нормално на таа храна која тоа се зеленчук обично и така и овошки кои се во загрозеното подрачје. Значи луѓето не смеат да консумираат таа храна. Ви благодарам за разговорот. Она што го донесовме како заклучок е дека водата се уште не смее да се пие, а во пунктовите кои што се за згрижување има доволно вода за сите. Студио.